Почитувани гледачи, еве сме назад во студио, како што кажав и во најавата, музиката и се она што е поврзано со незе ќе ни биде тема на разговор денес. Затоа ќе имаме чест да разговараме со Петре Штериов, музичар и пијанист. Добро утро и добре ни дојде. Добро утро и ви благодарам многу за поканата и поздрав до сите гледачи и на К1 телевизија. Иако млад, твоите почетоци кога за прв пат влезе во студио и за прв пат настапи пред публика, сето тоа беше многу одамна. Може ли да ни кажеш нешто повеќе за твоите почетоци? Баш така. Значи, доста често ме прашуваат луѓе да се навратам на моите почетоци. И јас, да бидам искрен, многу драго со големо задоволство се сеќавам на моите почетоци, поради тоа што знаете, многу е важно за еден човек кој што понатаму ќе се етаблира како добар музичар и како професија во која што ја одбрал. Многу е важно како ќе започнат оние први чекори да се впушта во одбраната професија. Беше многу одамна, значи во суштина јас откако знам за себе пеам, сум имал добар слух уште од мал. Али професионално сето тоа започнало во 95-та година, кога моите родители одлучуваат да ме пратат на детски фестивал, со оглед на тоа дека забележуваат нивното дете дека е доста музикално и дека пее. Инаку и тие се доста музикални, моите родители, имаат слух, добри пеачи се. Често знаем и дома да си запееме по повод некои прослави или семени собиранки. Во 95-та година за прв пат настапив на детскиот фестивал Сребрен звон, кој што се одржа во Прилеп, и ја отпеав песната Супермен, која што во тоа време важеше за доста голем хит помеѓу децата, и можам да се сетам дека кога се вратив после сите оние подготовки и снимања околу фестивалот, кога се вратив во Велес, бидејќи како што кажав се одржуваше во Прилеп, многу од моите врсници и повозрасни дечиња ја пееја истата песна веќе, ја подготвуваа за различни приредби и манифестации, особено во училиштето каде што учев, и понатаму се реда многу други детски фестивали и настапи како во градов, така и и надвор во другите градови, од кој што можеби најголем белег во моите почетоци остави настапот на Златно Славече, за кој што сите знаеме дека важи за еден од најквалитетните и најреномираните детски фестивали во нашава земја. И во тоа време, барем за некое дете да настапи на Златно Славече, требаше навистина да поседува голем талент, бидејќи аудициите ги вршеше лично Александар Џамбазов, кој што сите знаеме дека е музичка легенда во Македонија. И уште се сеќавам на аудицијата и колку тој беше воодушевен од мојата музикалност. Немав никакви проблеми за да влезам да настапам на тој фестивал, па тука се случи тој настап со песната Космонаут, чии што текст е на Македонка Јанчевска, позната наша поетеса, сограѓанин наш, и музика на Петре Костов, исто така музичар, доста важен, именентен од нашиот град. И се случи тој настап, потоа следуваа уште неколку настапи на детски фестивали, кои што овде во Велес се случија, од кои што најважен беше Велешки звездички. Значи, во 98 година за прв пат се случи тоа остварување пред велешката публика, значи прв детски фестивал воопшто во Велес, кој што беше многу актуелен неколку години поред, и јас настапував на сите години, изведувајќи многу песни, од кои што можеби најголем печат остави песничката Велешки Другарство без граници, која што и ден денес изведува во основните училишта, во детските градинки, со самата символика и тематика на текстот кој што кажува. Кажа дека имаш настапувано на повеќе фестивали и снимено детски песнички. Како тој период влијаеше и колку сето тоа помогна да се пробиеш понатаму? Па, многу влијаеше, бидејќи знаете како кога веќе почнувате да се појавувате по медиумите и кога некој веќе ве забележал дека сте талентиран,
Тука веќе се јавуваат, нели, телефонски јавувања, повици за гостување во емисии, за настапи во разни телевизиски шоуа или не знам. И самото тоа веќе почнува да ја копа вашата потсвест и да едноставно тоа да стане ваш начин на живот. Поради тоа што кога гледате дека добро ви оди во она во кое што делувате, едноставно веќе без разлика... И некој друг го забележува сето тоа? Да. Веќе станувате свесни дека можеби тоа е тоа во кое што вие и најдобро се пронаоѓате. Тоа се случи токму и со мене, да, нели, после сите такви едни настапи, снимања, да и музиката стане моје секојдневие и нели, со тек на време како созревав, да сватам дека токму тоа е она кое што ја сакам да го работам во иднина. И така започна и процесот на моето професионално образование, да речем, музичко, нели? Тоа сакам да те прашам сега, кој е патот на твоето образование? Токму така, значи, јас релативно, кога зборувам вака за себе, професионално мислам дека малку и доцна започнав. Нели, зборам за она професионално музичко образување, поради тоа што веќе мислам дека бев 11 години кога јас почнав да учам пијано, да изучувам. Бев веќе возрасен за да влезам во нишото музичко училиште, па започнав прво на некои приватни часеви, али за доста краток период успеав да ги совладам многу од дисциплините, па потоа се запишав и во музичкото училиште овде во Велес, каде што исто така учев 3 години. И понатаму следуваше средното музичко образование во Битола. На моје огромно задоволство и ден денес сум горд бидејќи завршив средно музичко токму во Битола, бидејќи важи за според мене за најквалитетното музичко училиште во Македонија. Сите знаеме колку имиња само од таму излеле, како Славе Димитров, Тоше Проевски и многу имиња кои што оставиле печат како први во музичката историја на Македонија, како Милица Шперовиќ Рибарски, кој што е прв дипломиран пијанист воопшто во нашава земја, како Јасминка Чакар, исто кој што е една од првите пијанистки во земјава и многу ред други. Саша Николовски Ѓумар, познат диригент, исто потекнува од Битола и многу други. Понатаму следуваше факултетот за музичка уметност во Скопје, каде што дипломира во одделот на музичка теорија и педагогија со хорско диригирање кај професорот Сашо Татарчевски. И нели тука е веќе оној период каде што, да речем, на попрофесионален начин со студиите започнувате веќе да го креирате и вашето стручно мислење и ставови за тоа каде се наоѓате, дали навистина сте вие тоа кое што секој сте копнееле да бидете, да. И ќе видите кои сомнежи сте ги имале, дали ќе паднат во вода, дали можеби ќе ги воздигнете со цел да си рачистите многу работи. Зборам на професионален аспект, а богами и на духовен. И так, па подоцна, еве, нели, јас сум секогаш поборник за она кога велат да, ти си музичар, а што свириш, што пееш или кој оддел заврши. И јас одма тука се навраќам на минатото, значи еден Бетовен или Моцарт или Рахманинов или не знам. Не бил само композитор или пијанист, значи тој воедно и компонирал своите дела, и ги изведувал, и ги диригирал, и воедно и изучувал, бил добар педагог. И затоа мислам дека токму таквиот начин на размислување ме натера да си ја наврата мојата, можеби, прва желба, тоа беше желбата да свирам пијано. Јас, иако во Скопје завршив на одделот теорија и педагогија со хорско диригирање, од секогаш бев добар инструменталист, значи многу успешно ги совладував композициите по пијано кои што ми беа предвидени, секогаш освојував максимален број поени на испитите и токму тоа ме наведе да едноставно не завршам овде со моето образование, туку напротив да продолжам да
да студирам пијано, значи на одделот пијано, како пијано изведувач, но овој пат го одбрав факултетот за музичка уметност во Штип, токму поради професорката која што ми беше голема желба да студирам кај неа. Таа е ученичка на најдобриот жив изведувач за Јохан Себастијан Бах воопшто, кој што постои според мене и според многу доста други важни музичари, тоа е Евгени Королев, кој што работи како професор во Хамбург. Таа е негова ученичка, што е голема реткост некој да може да студира кај него. Тоа е професорката Милица Шкарич и многу сум горд што сум студент во нејзина класа. И така заедно почнавме некако и да го тресираме мојот пат и како пијанист, доста успешно. И нормално, нели, тука следуваат настапи, концерти, така се поред. Пред да споменеме за твоите настапи и концерти, за освоените награди како на државни, така и на меѓународни надпревари по музика, би сакала да погледнеме само мал дел од твојот настап со Македонската филхармонија, па ќе се вратиме назад и ќе поразговараме за истото.
Почитувани гледачи, ви имавте можност да погледнете дел од настапот на нашиот гостин. Петре не само што си единствениот студент од Факултетот за музичка уметност при Универзитетот Гоце Делчев, кој се стекна со можноста да застане на иста сцена со Македонската филхармонија, туку си и единствен велешанец кој како солист остварил настап со Македонската филхармонија. Какво беше искуството? Што ова значи за тебе? Токму така бев засека првиот студент од Факултетот за музичка уметност во Штип кој што имаше можност да настапува со Македонската филхармонија како солист. За да се дојде до самото тоа, за тој настап, Факултетот за музичка уметност во Штип секоја година врши аудиција на која што имаат право да се пријават сите студенти кои што се од вокално-инструменталниот оддел. Се пријавив на таа аудиција, работевме напорно со професорката и значи комисијата на факултетот беше интерна со присуство и на член од самата Македонска филхармонија. Само јас бев единствениот од студентите кој што ја помина аудицијата во Штип, за подоцна да отидам на аудиција во Скопје, каде што свирев и пред маестро Борјан Цанев, кој што воедно и диригираше на концертот. И аудицијата помина супер, за да нели подоцна ми известат дека сум влегол и дека конечно нели на 3 јуни ќе се случи тој настап. Чувството е незаменливо, бидејќи знаете како во прв момент кога ме известија дека сум одбран, дека ќе настапувам, бев истовремено и среќен, истовремено и дели малку испаничен поради тоа што тоа е многу голема одговорност. Нели да ви се даде можност да настапувате со првиот оркестар на земјата во кој што живеете, не е мала работа, да. И со самото тоа одговорноста е поголема. Одговорност и сноси и самата професија наша, поради тоа што е оние кои што нели длабоко не размислувале за тоа или не истражувале, значи музиката е многу стресна професија. Поради тоа што за да се добие еден коректен настап и да дојдете до степен каде што вие ќе може да се препуштите само на уживање на сцена, претходно мора да лежи многу напорна работа, многу вежбање, поради тоа што тоа се илјадници ноти во само 15 на минути, кои што нели сите од нив имаат свое значење, не сме да има никакви лапсузи од типот на мемориски киксови или не знам што, поготово кога се свири со оркестар. Се мора да тече безпрекорно, но сепак ете успеавме заедно со мојата професорка во сето тоа. Многу напорно работевме и се случи тој настап на моје огромно задоволство. Боже мој, во иднина една од моите можеби поголеми желби ми е да можам да настапам со симфониски оркестар и овде во нашиот град. Еве сега имаме нова зграда, нов театар, имаме услови за тоа, имаме концертни пијана и не знаеме нели што може да биде. Да продолжиме со добиените награди на државни и на меѓународни надпревари по музика. Последната во низата успеси е специјалната награда со максимални бодови и гран-при награда на меѓународниот арт фестивал Дојрана во Дојран минатата година. Што значи ова за тебе? Уште откако нели започнав попрофесионално да се впуштам во музичките води со запишувањето во средното музичко во Битола, гледав колку што можам повеќе да одам на надпревари, нели, со самото тоа го тренирате и вашето сценско искуство, се опуштате пред публика, а исто така и ќе се видите и докаде сте со вашите способности. Имам учествувано доста надпревари државни овде, кои што ги организираат музичко-балетските педагози на Република Македонија. Имам освоено, мислам, 3 први државни награди во областа на солфежот и теоријата на музика и исто така прва награда во камерна музика, клавирско трио,
тоа се државни надпревари, но најголем печат до сега остави моето учество на меѓународниот арт фестивал во едно надпревара Дојрана, кој што за прв пат се одржи во Македонија, во Дојран. И нели на задоволство на сите нас, музичари и македонци, беше посетен од навистина солидна бројка од надпреварувачи, вклучувајќи надпреварувачи од Русија, од Косово, од Србија, од сите околни земји. Жирито исто така беше интернационално, имаше овде беше русинката Љуба, пијанистката, пијанистката Маја Патронева од Факултетот за музичка уметност во Бугарија, кој што важи за еден од најдобрите пијанисти во Бугарија. И се надпреварува во категоријата пијано. Секогаш кога станува збор за надпревар, нели, подготвувајќи се, размислувам секогаш за тоа како ќе се представам најмногу, поради тоа што некако сакам да оставам добар печат и лик кај жирито, а воедно со самото тоа да се исполнам и себе си. Да се надминам, да речеме, од нивото од кое што претходно било, да. И овој пат тоа се покажа доста успешно. Најмногу што сум задоволен од се е тоа што сето она на кое што работев, успеав барем според мене да го покажам во најдобро светло, а самото тоа резултираше и со наградата, значи со максимални 100 поени, како што кажа, за подоцна да влезам и во потесниот круг на надпреварувачи кои што нели од сите одделни категории кои што освоиле по 100 поена, нели влегува во потесен круг за да се надпреваруваат за единствената награда Гран При на надпреварот, кој што важеше нели за највисока. Навистина бев пријатно изненаден и до некаде да кажам и горд на наградата, но најмногу од се што ми значеше беше поканата која што добив за настап во Берлин, и тоа токму поканата беше упатена од страна на член нели од делот на интернационалниот дел од жирито. Ова руска професорка русинка нели Љуба и пијанист воедно организира надпревари музички фестивали во неколку градови во низ Европа, вклучувајќи го Тенерифе, Шпанија, Берлин и некој град, чинам не се сеќам добро, во Русија. Таа беше воодушевена од мојот настап и нели моето свирење, особено од композицијата од Јоханес Брамс која што изведува, и ете ме покани, нели како дел и од наградата од надпреварот беше и оваа покана за настап на фестивал по мој избор. Таа ми предложи дали сакам да одберам Тенерифе или Берлин. Јас го одбрав Берлин поради тоа што за мене Берлин важи за еден од најважните центри за класичната музика. Но на голема жалост се уште го немам остварено тој настап. Се надеваме дека ќе биде настап. Да, поради обврските, нели, знаеме какво е денешното време, малце напорно, тензично и не можеме се да престигнеме, а овде си моите студии кои што нели се уште ги еве оваа година сум абсолвент, конечно и на оддел пијано. Меѓутоа поканата се уште стои, така да? Да, поканата се уште стои, ние сме во контакт, постојано добивам мејлови нели за тоа како они напредуваат со нивните фестивали, до каде се, што се случува, и се надевам дека во блиски днина ќе остварам таа покана, бидејќи многу ќе ми значи лично мене за понатамошното мое нели развивање, етаблирање како музичар.
Одржа солистички пијано рецитали во Велес и Штип со подршка на Министерството за култура, да споменеме. Потоа Штипско културно лето, Велес град на културата и многу други концертни рецитали за кои ти ќе ни кажеш нешто повеќе. Да, значи посебно ми е драго што успеав да добијам проект поддржан од Министерството за култура на Република Македонија, што навистина е од особена чест за еден млад музичар кој што почнува да ја креира својата иднина. Се случија два солистички рецитали, значи пијано рецитали, едниот беше во Штип. Го одбрав Штип како град, бидејќи исто и Штип важи за еден културен центар во нашава земја, кој што навистина со голем замав почнува да се шири. Првиот рецитал беше во Штип, вториот пијано рецитал беше овде во мојот град, во Велес, во концертната сала Бели Мугри. Концертите помина извонредно, значи јас сум презадоволен, исто така бев пропратен цело време со напорна работа. Но можеби најпосебен трак што ќе ги забележи сите овие концерти е премиерната изведба на дело од македонски автор, тоа е Томислав Зографски. Тоа се 10 миниатури за пијано, кои што како композиција воопшто не се изведени од ниту еден пијанист досега. Значи ги извел самиот Зографски во времето на неговите студии во Белград, во далечната 55-та година. И решив да ги вклучам во мојот репертоар, со цел за малку и да го промовирам и македонското творештво. Во соработка со неговата сопруга, господјата Панда Зографска Беличенец, која што воедно и председател и директор на фондацијата Томислав Зографски. И заедно со мојата професорка исто така додовме до идеја да ги сработиме овие миниатури за пијано и можам да кажам дека од страна на публиката беа доста интересно прифатени, бидејќи малце се по-модерни, современи и така публиката имаше можност да слушне еден малце поинаков звук. Концертите значи беа супер и имаше солидна посетеност и особено ми е драго кога ќе видам луѓе на моите концерти кои што ми значеле за моите почетоци или за моето минато и сега како тие истите луѓе доаѓаат и едноставно се радуваат на вашиот успех и заедно го славите и гледаат да останат доследни на тоа дека ве почитуваат како музичар и го почитуваат она што го работите. Кога сме кај публиката, многу изведувачи и музичари знаат да кажат дека да се настапува пред домашната публика е најтешко нешто, во твојот случај пред велешката публика. Дали тоа е вистина? Па вистина е, да. Поради тоа што некако тремата, без разлика дали е позитивна трема или не знам каква, тремата секогаш е повисока кога настапувате пред сопствената публика. Не знам зашто е тоа така, можеби бидејќи едноставно ги чувствувате како своји, како блиски, а секој еден човек, секој едно човечко битие, најмногу потреба и должност да се оправда или да не му сгреши на некој, тоа е на својот ближен, на својот близок и едноставно можеби по таа некоја психологија доаѓаме до овој заклучок. Кои се твоите ангажмани во моментов? Во моментов работам на доста ангажмани, значи го работам од дипломски испит, конечно, во Факултетот за музичка уметност. Работам на настап кој што би требало да се случи во склоп на Денови на македонска музика во Скопје. Работам повторно на композиција, значи на македонски автор. Планирани се доста други концерти исто така, кои што во блиски дни не треба да се случат. Повторно, можеби да има некој проект поддржан од Министерство за култура.
И нели, едноставно ние така растеме и се калемиме, само сцената е нашето место каде што еден музичар треба да созрева, а со самото тоа и нели, тоа е едно правило кое што ние музичарите си го знаеме, секој едно дело или репертоар расте само на сцена. Дома е просторот каде што се вежба, но меѓутоа цело оној флуид помеѓу изведувачот и публиката и тоа само на сцена се случува. Да споменеме нешто и за твојата соработка со детската градинка Димче Мирчев. Да. Значи, исто така, на моје големо задоволство, сум веќе втора година дел од колективот на детската градинка Димче Мирчев. Само колку се тоа звучи сестрано и полифункционално. Но среќен сум поради ова, бидејќи знаете како таму сум работен како музички педагог. И што е според мене, и ќе се сложат и многу мои колеги, многу одговорна работа, бидејќи работите со невини души, значи малечки дечиња кои што сите знаеме дека музиката е можеби еден од најглавните елементи од нивното секојдневие, од нивното детство. Значи нема дете кој што не пее, нема дете кој што не сака да слуша музика, нема дете кој што не посакува да свири, па макар и дома на некои си садови за готвење. Да. И едноставно јас уште откако студирав во факултетот за музичка уметност во Скопје, имав една професорка доста драга, која што секогаш кажуваше, а воедно и ми предаваше методика на музичка настава, што е многу важен предмет за како ќе се развиете како педагог вие во иднина. Таа секогаш велеше: ви посакувам вашето прво работување секогаш да ви биде во градинка, бидејќи знаете како тука имате можност од најрана возраст да го следите цел процес на едно усовршување или израснување на едно детенце во да речеме спремно битие кое што ќе продолжи понатаму малце на повисоко ниво во образовниот систем да влезе. Тоа е доста одговорно поради тоа што знаете, треба да бидете доста умешни и да употребите многу, да речам, интеракција во овој дел, бидејќи во спротивно ќе бидете досадни пред децата. Јас се трудам да им ја разбивам таа монотонија, некако во градинката се обидувам да преку игра и преку различни методи за кои што воедно и сме учеле на факултетот за музичка уметност, од типот на не знам, далкрос, вежби за музика и движење, разни интересни песнички, па воведување на орфови инструменти, да едноставно секојдневието на децата во детската градинка им биде поинтересно и низ музика, и во иднина да добиеме и младина која што ќе сака да се занимава со музика, а нормално усета таа игра работиме и на развивање на нивните музички способности. Ти си целосно посветен на класичната музика и пијаното, но дали понекогаш знаеш да напишеш некоја песна или да отпееш некое добро музичко парче? Имав и такви склоности, да кажам. Во периодот кога завршував во средното музичко училиште во Битола, сакав и да пеам доста, ми одеше доста добро тоа. Последува некои аудиции и надпреварување и во областа на пеењето. Јас како што веќе да се навратам како што кажав, дека еден музичар треба да е малце полифункционален според мене, значи пеењето не можам да го исклучам овде. И со самото тоа оди компонирањето, значи едноставно кога вие слушате повеќе типови на музика, сублимирате и создавате еден меродавен суд за тоа како би требало според вас да изгледа една, да речеме, песна, па макар и тоа да е од популарен жанр, не само класични композиции. И неминовно е да се осудите и да напишете нешто, да искреирате, ако не повеќе барем за своја душа. А тоа често знаело да ми се случи и мене. Имам напишано доста песни од
да речеме поп музика, значи се песните. Од кој што дел од тие песни, една од тие песни веќе како попрофесионално, нели, да речем, снимање и објавување во етер беше песната која што ја напишав во склоп на еден проект во детската градинка. Тоа беше песната кога ќе пораснам ќе бидам, која што ја напишав за овој проект и се покажа и повеќе од успешна. Нема детенце во градинката кој што не ја пее. Исто така, последно нешто кое што исто така се издаде песната која што ја напишав во чест на кризата која што се случува со бегалската криза, нели? Инспириран чисто од човечки аспект за, нели, како човек кон човек, како треба да се поставиме при вакви проблеми, исклучувајќи тука било каква политичка страна или економска или не знам што, чисто, нели, од човек за човек има инспирација и добра идеја и ја поклонив таа песна за мигрантите која што го носи насловот Исти и самиот текст си кажува се за себе и оние кои што има прилика да ја слушнат или оние кои што слушнале веќе добив доста позитивни критики, особено и од страна на УНХЦР. Так. Ја споменавме и твојата хумана страна, значи покрај ова имаш настапувано и на повеќе хуманитарни концерти. Од каде наоѓаш инспирација, од каде црпиш инспирација за се она што го работиш? Знаете како инспирацијата, вака и некој кој ќе не праша, не ни размислувам за инспирацијата, едноставно нешто ве влече однатре и постојано мора нешто да направите, да делувате некако, бидејќи воспротивно се чувствувам мрзлив. Јас и по природа и дома кога ќе сработам многу работи, може да се случи и на крај кога ќе сублимирам вака во крајот на денот, па ништо не направив. А може би имало доста работи кои што сум ги направил. И инспирацијата едноставно кога ќе се определите за една професија и кога многу работи ќе алудираат на тоа дека на добар пат сте и едноставно тоа тлее во вас и ве носи само напред и едноставно не можете да запрете така. Во однос на хуманитарните делувања, искрен да бидам, значи јас барем гледам на тоа како нешто за кое што не треба многу да се дискутира во однос на тоа како да се надпреваруваме кој повеќе што ќе даде или што ќе направи. Туку напротив, јас и во моментите кога сум бил транспарентен во однос на тоа сум го правел чисто за да се покрене свеста на оние кои што нели се во некоја си комфортна зона дома и кои што само можат да речат колку тешко, не знам ова или она, а воедно да не се дрзнат на некој начин да покренат иницијатива и самите тие да сменат нешто. Бидејќи секогаш знаеме да кажеме доколку сакате нешто да смените, тргнете од себе, па навистина ајде да тргнеме од себе. Јас секогаш тоа го имам во глава, па макар и тоа да е некој си детал кој што ќе го смените, едноставно на некој можеби многу ќе му важи. Што е она што следно можеме да очекуваме од тебе? Или кои се твоите следни ангажменти? Значи следно, во принцип не сакам многу да зборувам за планови поради тоа што знаете како се случило многу пати до сега да започнем еден проект, па кога ќе устанувам дека можеби не е време за тоа сега или можеби има друг повеќе погоден момент за истото, па се враќам назад, па започнувам нешто ново, но сепак во суштина нешто излегува. Значи не е дека не работам ништо и дека ние ќе ги споменеме проектите, па во наредна емисија кога ќе да видиме ќе кажеме кои се реализирале или пак дали има нови некои. Да, значи во секој случај, значи ете кажав, можам да речем дека ова кое што во моментот го подготвуваме малце е повеќе лично, тоа е како што кажав да го сработам овој дипломски испит и да дипломирам. Со самото тоа ќе следуваат и неколку концерти кои што сигурно ќе ги остварам. Нели концертите ќе содржат програмата од мојот дипломски испит, кој што навистина е интересна програма и штета е тоа да не го чуе публиката и да остане само во концертната сала каде што ќе го одржите испитот.
Тоа е, можам да кажам, поважно. А се надевам дека ќе излезат и многу други некои ангажмани кои што, нели, јас во принцип сакам кога имам работа, бидејќи кога нема што да се работи, едноставно се чувствувам бескорисно. Јас ти благодарам на гостувањето, навистина беше пријатно да се разговара со тебе, ти посакувам многу успеси, па секако дека ќе се видиме во некоја наредна прилика во друга емисија да поразговараме за истите. Благодарам многу на поканата и навистина ми беше драго да бидам денес со вас во ова удобно студио на К1 телевизија.